воведниот збор го кажа во судница и таму е основата она што треба да го знаат и судиите, па и јавноста беше присутна. Можам да кажам со своји зборови дека воведниот збор упатуваше на тоа дека главното во себе ова е дека со невистинита документација е добиен тендер за кој што после се исплатени 17 милиони и 60 17 билиони, милиарди и 60 милиони денари, односно околу 17 милиони евра. Може би овде се збунив со бројките. Важно околу 17 милиони евра. Да. Значи, целокупната постапка по однос на добивање на договорот за јавна набавка со поднесување на невистинита документација ја прави ништовна. Со самото тоа, сите средства кои што се добиени од таа јавна набавка представуваат противправна имотна корис. Значи, немам дилема дека сите 17 милиони се противправна имотна корис за правните лица кои што се дел од конзорциумот. Адвокатите на обвинетите реагираат дека не биле запознаени со доказите во постапката. Како го коментирате? Значи, адвокатите на обвинетите си имаат начин на кој што се подготвиле за своја одбрана во овој предмет. Во овој случај се обидуваа на формалните работи да укажат дека јавното обвинителство не ја запазило процедурата во текот на истрагата. Меѓутоа, тој дел веќе е испитан во фазата на испитување на обвинението. Ние не дојдовме овде да исудиме на истрагата, дали некој во истрагата вака или онака постапил. И судиите кои што го оценувале обвинението оцениле дека истрагата е завршена согласно стандардите кои што се предвидени во Законот за кривична постапка. Сега сме веќе на судење, овде ќе ги изнесеме своите аргументи, овде е главното во се, од овде се носи заклучокот дали е некој виновен или не. Сите негира вина, вие велите дека имате и материјални докази, сведоци, 3 бомби. Колку сведоци предложивте за овој судски процес? Не можам. Во суштина ова се двајца сведоци кои што треба да го потврдат деумно делот на она што го тврдат материјалните докази. Суштината на овој процес, затоа што се работи за јавна набавка, е во материјалните докази. Невистинитоста на документацијата е есенцијата на ова кривично дело, така го предвидел законодавецот, на тој начин ја штити конкуренцијата и не дозволува со невистинита документација да дојдеш до работа за која што после, како што тврдеа сега, ја сработиле. Нема сработување на нешто што си дошол без валидна документација. Ризикот во кој што влегуваш во таква работа е твој. Ти сам знаеш дека влегуваш на криминален начин. Дали ако те фатат после, ќе си ги вратиш тие 17 милиони. Посочат дека лицата од бомбите, како Груевски, Чинговски, им ги овозможиле овие кривични дела. Дали може да се прошири постапката и на нив или во друга постапка тоа би одела? Значи, доколку се дојде до одредени заклучоци дека има инволвирани и други лица во однос на на фактот дали да се прегледа низ прсти на документацијата, тогаш секако дека постапката ќе биде испрема тие лица. Меѓутоа, во овој момент такви докази ние не сме обезбедиле, освен она што го тврдат бомбите. И тоа дали лицата знаеле дека ова е невистинита документација, ние се уште не можеме да. Судиката Лидија Трајковска-Зимбовска, за разлика од останатите суди, малку поревносно ги закажува рочиштата за овој предмет. Како го оценувате досегашниот тек? Не би рекол ревносно. Судиката си ја врши работата. Судијата си ја врши својата работа. Така е предвидено во ЗКП. Ова не е ревносно, ова е редот на нештата. Не, јас не сметам дека тие треба да бидат тука, него сакав да кажам дека во јавноста по однос на овој настан се дигна фама дека е тоа, што ја знам, на некој начин организирано власт, организирано со ова, од сето тоа, како што гледате, испаѓа Сафет Ватич да биде обвинет за, по мене, сосема неоправдано и јас се надевам дека во текот на постапката дека вистината ќе излезе на виделина. Вие тврдите цело време дека тој не бил голем играч и не бил за вакви тендери, дека документацијата, фотокопии дал на Силекс не метали. Дали тоа значи дека можеби останатите обвинети го измамиле вашиот клиент? Тоа е работа која треба да ја утврди и обвинителството, а пред се судот.
За мене е основно дека од страна на мојот клиент, од страна на ВАТО, нема дадено никаква невистинита документација.